Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе продолжиме со номенклатурата на солите. И во минатото видео, значи ги разгледавме општо за соли, нормални соли, хидроген соли и хидрокси соли. И сега ќе продолжиме со четвртиот вид на соли, кои се наречени оксид соли. Сега, овие се на некој си начин слични ко минатите. Например, во хидроген солите имавме, например, натриум, имавме што останал еден водород и, например, SO4. И ова всушност беше водород кој се наоѓа измеѓу, затоа се нарекуваат хидроген соли. А имавме, например, хидрокси солите, каде што, например, имавме бизмут, имавме ОХ во средина, нормално го ставаме вака во заграда, имавме Cl. И овие ги нарекувавме хидроксид соли, веќе имавме хидроксид измеѓу, така. Па сега оксид солите ќе биде истото, само што у средина нема да имаме хидроген, нема да имаме хидроксид, него ќе имаме оксид. Значи ќе имаме кислород. И сега ќе ги разгледаме примерите. Прв пример кој ќе го разгледаме ќе биде бизмут, кислород, NO3. Сега први да ги видиме оксидационите броеви. Значи на кислород е -2, така. Сега колку е на NO3? Значи ова го гледаме како група. Можеш да го гледаш поединечно, но полесно е да го гледаш како група. Овој анион, така, NO3 од кај доаѓа? Од која киселина доаѓа? Тој анион доаѓа од HNO3, од азотна киселина. Така, сега, ако му го отстраниш овој водородот, ова ќе стане не всушност целото -1. Мислам ќе биде еден минус, така бидејќи фали водород, ама всушност од тоа дознаваш дека додека стоел водородот, оно си било избалансирано. Така водородот е +1. Со цел ова да биде избалансирано, тоа значи дека NO3 групата морала да биде -1. Така да кога ќе го отстраниш водородот, знаеш дека NO3 групата е -1. Тоа значи дека овдека оваа група е -1. Сега кога оваа група е -1, кислородот е -2, бизмутот мора да е +3. Така што името на ова овдека соединение ќе биде, сега која боја да земам, нека биде виолетова. Бизмут, сега нормално 3 ова треба да е во заграда и со римски броеви напишано. Оксид нитрат. Бидејќи името на овој анион беше нитрат. Сега овдека, само да го запишам ова, ја преска го избришав всушност, ама нека стои. Значи од HNO3 го добиваме анионот NO3, а името на анионот е нитрат. Значи името на анионот е нитрат, тој иде овдека. Кислородот, зашто го именуваме со оксид, така од таму доаѓа оксид. Бизмут си е бизмут и 3, нормално дека треба да биде во заграда, треба да биде со римски, оксид. Така, значи бизмут, 3, оксид, нитрат. Ајде сега ќе видиме други примери. Земе некоја друга боја. Ова е ванадиум. Ванадиум, значи кислород, само сега 2 и сега Cl. Сега, како ќе биде името? Со цел да го најдеме името, први треба да ги видиме оксидационите броеви. На хлор знаеме дека е -1, така на кислород е -2. Сега -2 по 2, бидејќи има 2 атоми кислород, тоа ќе биде всушност, сега ќе го запишам како -4. Тоа значи дека -4 -1, тоа е -5, значи за цел да имаме израмнување, ова треба да е +5. Добро. Сега, значи знаеме дека ќе биде до сега, знаеме дека е ванадиум, 5, оксид, сега. Овдека што треба да напишам? Треба да напишам хлор или нешто друго. Од кај доаѓа тој хлор? Тој хлор доаѓа од хлороводородна киселина. Анионите кои се добива од бескислородни киселини има и Д на крајот. Така да ова ќе биде хлорид. Така, значи и Д има на крајот тие кои доаѓа од бескислородни киселини. Оксид, бидејќи имаме кислород. Сега, овдека уште една работа ќе изоставив. Колку кислороди имаме? Имаме 2 кислорода, така да ова ќе биде диоксид. Значи грчките префикси, тука исто се става, значи диоксид. Значи вака, поради тоа што имаме 2 кислородни атоми, затоа ставаме диоксид, видовме у минатото зашто ставаме. А хлоридот кај потекнува?
хлорид потекнува едноставно од HCl, кога ќе го добиеш Cl анионот, така Cl минус, тој се нарекува хлорид. И затоа овдека имаме ИД, биќе потекнува од бескислородна киселина. Ајде сега ќе видиме уште еден пример. Сега ќе имаме МО, ова е молибден, еден кислороден атом и F. Сега F4. Кислородот е минус 2, така. Флуорот колку е? Флуорот е минус 1. Но бидејќи имаме 4 атоми на флуор, ја затоа ќе напишам дека минус 4. Така, сега за ова да се израмни, молибденот треба да е плюс 6. Добро, сега, овој флуор од каде доаѓа? Тој флуор доаѓа од флуороводородна киселина, односно HF. Ова е една од најсилните киселини кои постојат. HF, и ако потекнува од бескислородна киселина, тоа значи дека флуород, анионот на флуород, ќе се нарекува флуорид. Исто како во минатиот пример. Така што името овдека би било, вака ќе запишеме сега името, молибден 6 оксид, бидејќи имаме еден кислороден атом, флуорид. Така, ако имаме еден кислороден атом, тоа не се бележи. Значи не ставаме монооксид, него само пишуваме оксид. Добро, да видиме друг пример. Сега ќе имаме, земеме NB O Cl3. Ај само до подалемонце ќе оставам. NB O Cl3. Сега, знаеме дека на хлорот е минус 1, но бидејќи имаме 3 хлорни атоми, затоа ја ќе запишам минус 3. На кислород е минус 2. Поради тоа, овој елемент кој е ниобиум мора да биде плюс 5. Хлорот потекнува од хлороводородна киселина, така. Затоа името овдека ќе биде, ева како ќе земеме, ниобиум 5 оксид, еден кислороден атом, хлорид. И еден последен пример за крај. Тоа ќе биде У, всушност ураниум, ама се бележи како уран. O2S. Сега, кислород има минус 2, така, но бидејќи имаме 2 кислородни атоми, затоа ќе запишеме минус 4. Сулфурот потекнува од H2S, така да тоа знаеме дека мора да има овдека минус 2, бидејќи ова е плюс 2. Од таму потекнува сулфурот. Тоа е сулфид. Значи ова е минус 2, така што ураниумот мора да е плюс 6. Сега, името овдека би било, односно уран 6 диоксид сулфид. Така, значи пазите на тоа колку кислородни атоми има. Имаме 2 кислородни атоми, затоа имаме ди. Ако имаше 3, ќе беше 3, ако имаше 4, ќе беше тетра, пента, хекса, хепта, окта, нона, дека, ундека, додека. Но, значи ќе има 1 или 2. И пазите исто од кај доаѓа анионот. Анионот овдека во овие случаи доаѓа од бескислородни киселини, затоа имаме и Д на крај. Затоа сите видеа што ги правам се надополнуваат едно од друго. Не можете да не сте гледале киселини и после ќе се буните, од каде знам кои се бескислородни киселини, зошто имаат и Д и така натаму. Кои имаат и Д, кои имаат АТ, кои имаат ИТ и така натаму и така натаму. Добро. Тоа беа оксидните соли. Сега ќе преминеме на двојни соли. Еве нема да земеме многу примери, бидејќи не верувам дека често ќе среќавате, имаат се покомплицирани. Мислам, не дека се комплицирани, едноставно треба да се знае азбуката. И сега ќе видиме зошто. Сега двојните соли, само ќе запишам. Двојните соли или содржат 2 аниони, значи 2 А-, или содржат 2 катиони. Нели 2 катиони плюс 1 анион, или 2 аниони плюс 1 катион. Така, значи тоа се двојни соли. До сега примерите кои ги разгледавме, добро.
беа на некој си начин двојни соли, например содржаа хидроксидни групи која е негативна, и например хидроксид содржаат хлор и овдека например имаше нели бизмут кај овие хидроксидните соли. И сега всушност ова е анион и ова е анион, така да на некој начин ова е двојна сол. Но иако тие се двојни соли, обично ги ставам нели во други како хидроксидни, обично тие кои немаат хидроксид, хидроген, односно водород или пак оксид, а се и тие се спрема дефиниција двојни соли, не тие кои претходно ги разгледувавме. Тие кои не содржат, значи кислород, хидроксидна група и водород, а се со два анион или два катиони, тие ги нарекуваме двојни соли. Така, значи се не знам да не ве збунив малце, но добро, ќе ме преслушате, ќе сватите. Се осеќам дека мора да се повторам. Значи тие кои имаат два аниони или два катиони, а не се овие претходните, не се оксидни соли, не се хидроксидни соли, не се хидроген соли, тие се двојните соли. Иако и овие се двојни соли спрема дефиниција, не ги нарекуваме двојни соли. Добро, ајде сега ќе земеме некои примери. И ќе видиме што е всушност комплицираното тоа што го зборев. Сега вас на тест, на пример, или ќе ви биде дадена хемиската формула, така, ајде ќе бележиме, или ќе ви биде дадена хемиска формула, или ќе ви биде дадено името и ќе треба да го добиете другото. Сега, што е правилото? Сега ова за македонскиот јазик важи, малце некој начин комплицирано. Хемиската формула, например, кога имаш повеќе соединенија, имаш соединение X, Y, Z, така. Како ќе ги наредиш соединенијата во хемиската формула, например, дали ќе стои први натриум, па хлор, па не знам, некој си друг хемиски елемент, по кој редослед ќе ги направиш, дали така да биде или да биде ClNaU или да биде UClNa, така по кој редослед да ги направиш? Редоследот по кој ги редиш всушност иде по абецедата, значи ABC, значи латинската азбука. Додека именувањето иде по кирилица, AB, ABV и така натаму. Така што сега ќе разгледаме некои примери каде што нема да има разлика, така и кај двете всушност би дошло у истиот резултат, ама ќе имаме примери кај што ќе биде различно. Ајде, првиот пример ќе биде, значи почнуваме со алуминиум, Al, потоа се става калиум, K, и потоа имаме нека биде со друга боја за веќе не се мешаат кога има толку соединенија, SO4, две такви групи. Сега, овие се наредени по некој си редослед. А е првата буква во абецедната азбука, така, нормално. К е 11, мислам, и не знам, ова треба да најдам, ама понатаму е. И наредени се по таков редослед. Така, не и да правим калиум, па алуминиум, па сулфур, мислам, ова, сулфатот, него иде алуминиум, па калиум, па сулфат. Така, значи си има правило зошто ги редиме по тој некој си даден редослед. И тој редослед доаѓа всушност од абецедата, од латинската азбука. Додека името сега кој ќе го ставиме, ќе дојде од кириличната азбука, од кирилица, која во овој случај би било исто како абецедата. Така да името ќе биде алуминиум, дека и фали, калиум сулфат. Значи во овој случај се потрефуваат да бидат исти. Така, значи алуминиум, калиум, сулфат. Сега тоа не мора секогаш да е случајот и затоа сега ќе земеме други примери. Наредниот пример ќе ни биде вака. Mg, па ќе ни биде дадено NH4 и после имаме PO4. PO4. Сега треба да ги знаете првично имињата на елементите или на групите. Например, ова е магнезиум, добро. Ова е амониум, добро. И ова е фосфат. Сега, кај нас амониум е со А, така. Тоа значи дека првин ќе дојде името на амониум. Така да ќе биде амониум. Потоа имаме магнезиум па фосфат. Така да ќе биде амониум, магнезиум, фосфат. Сега ќе земеме уште еден пример. И ова ќе биде последен, значи нема многу да ги разгледуваме овие двојни соли. Тоа ќе биде, ќе ставиме овдека Fe,
значи за железо, F буквата е пред N буквата, NH4, и на крај повторно имаме сулфат, SO4, и ќе биде 2. Сега повторно треба да ги знаеме имињата, така, ова е железо, Ж буквата, ова е амониум, А буквата, и ова е сулфат, С. Сега С, например, е 22 буква, Ж е некаде таму првите 10, а амониум, А буквата е прва. Така што името ќе биде амониум, железо. Сега колку е валентно железото прво треба да видиме. Сега ја знам дека е 3 валентно, ама ќе видиме сега тоа како. И на крај сулфат. Така, бидејќи потекнува од кислородна киселина, од сулфурна киселина, и затоа имаме АТ на крај. Добро, сега, тоа е значи за двојните соли. Сега, тоа што треба да се знае е како иде кирилицата и како иде латиницата, така, значи, треба да ги знаеш за цел да можеш да го направиш името. Сега, голем дел од работија знаеш како се, знаеш дека А, Б, В се првите букви, ако е таму некаде Ч, Дж, Ш, Ц, тие се некаде при крај. Добро, тоа беше за двојни соли. Сега ќе збориме за кристалохидрати. Добро, тука бележиме 6. И ова ќе биде, како што реков, за кристалохидрати. Сега на кратко само што се кристалохидрати. Едноставно, замислете си дека имате некое си хемиско соединение кој ќе го направи како коцка, значи дека има некој си кристал. Иако ова се базира и на молекуларна структура. И дека внатре у него има заробено вода. Така, хидрати, тоа е вода. Хидроген е водород, хидрат е вода. Сега, не дека има парче вода и кај што таму е заробено, него тоа е насекаде заробено, ко помали. Сега, ова нормално зборам на молекуларно ниво. Овие да речеме синиве точки дека се молекули на вода, овие жолтиве се молекули на одреденото соединение, така на кристалот. И внатре всушност има заробено вода. И ова кој ќе оставиш у вода, кој ќе го разложиш у вода, таа вода ќе искочи надвор, така, и ќе учествува во вкупната вода. И тоа е многу важно кога се прават пресметки за колку ти треба од одредено соединение, колку треба да ставиш, треба да знаеш колку вода има у него, па да пресметаш колку вода има, па да извадиш таа, например, таа маса треба да извадиш. Тоа кога ќе решаваме задачи ќе го објасниме подетално, но сега само ќе спомнам, например, ти треба 30 грама така од жолтаа супстанца, така. Сега ти ако го земеш ова и го измериш 30 грама и да го ставиш у раствор, не е точно, бидејќи не се 30 грама од кристалот, така, бидејќи има, не знам дека 10 грама се од водата. Така да ти треба да израчунаш дека, не знам, 1/3 е вода, така 1/3 е вода, така што не ти треба 30 грама, него ти требаат овие 2/3 што остануваат да се 30 грама. Така да, тебе ти треба 30 грама од кристалот, ама 1/3 е вода, така што ако 2/3 се 30 грама, тебе ти требаат 45 грама, ти требаат 45 грама да земеш од одредениот кристал, за да имаш 30 грама, чист кристал, а да имаш 15 грама вода. Така има некои зафрканци со пресметките, но тоа не ви е сега битно, едноставно само дека го спомнувам. Но и таа вода што е заробена внатре у кристалот може да прави некаков си проблем. Мислам, не проблем, него освен пресметки кога треба да се подготвуваат различни раствори, ги менува хемиските својства некош на кристал. Например, дека гледате слика, имаме кобалт 2 хлорид, да, кобалт 2 хлорид, и гледаме кога е хексахидрат, дека има некоја си црвена боја, кога е само кобалт 2 хлорид, си има некоја сина боја, така да учествува хидратот во хемиските својства. Сега ќе видиме некој си соединение. Едноставно, правилото е првин го имаш хемиско соединение на кристалот и тоа си го именуваш, така му даваш името, и на крај имаш молекули на вода. И тоа се бележи по одредените молекули вода. И овдека, например, за бројот на молекули на вода, имаш некој си број, и името на тој број ќе го нагостиш во името со грчки префикс. Така, значи, овдека ќе имаме H2O, и овдека, например, ќе имаме 3 молекули, значи тоа ќе биде 3 хидрат.
ова ќе биде пентахидрат, ова ќе биде хексахидрат, ова ќе биде хептахидрат, ова ќе биде дихидрат и така натаму. Добро, нека стои H2O, но ќе обележам со сина боја, нека околу вода со сина боја ми е пологично. И сега да разгледаме различни примери. Првиот пример ќе земеме калциум, Cl, 2 и овде ќе ставиме две молекули на вода. Сега како ќе биде името на ова соединение? Така, тоа ќе биде калциум, хлорид, дихидрат. Сега можете да си запишете овде дека е калциум 2 хлорид дихидрат, веќе калциумот има постојана валентност, постојан оксидационен број, обично не се запишува, но не е грешка. Значи калциум 2 хлорид дихидрат. Друг пример, кои се прилично лесни, ајде вака ќе земеме, нека биде Cl2 по 6H2O. Така, како ќе биде името на ова соединение? И ова е ова вдека горе соединение, всушност. Името ќе биде, сега дека можете да си пресметате, значи ова е -1, така, ова е, нека земам со жолта боја, ова е -1, но бидејќи имаме две молекули, затоа ќе запишеме дека е -2, значи ова мора да е +2. Затоа името ќе биде кобалт 2 хлорид хексахидрат. Добро. Сега дека кај овие кристалохидратите обично се сретнуваат и голем број молекули на вода, така што треба да ги знаете грчките префикси до повисок број, пример со овој пример Al, K, SO4, 2. Значи ова беше од двојните соли. Така, алуминиум, калиум, сулфат. Сега, овдека ќе имаме по 12 H2O. Името на ова соединение ќе биде алуминиум, калиум, сулфат, додекахидрат. Така, додека е грчкиот префикс за 12. Хидрат е за водата, сулфат е за овој анионот од сулфурна киселина, калиум си е за калиум, алуминиум си е за алуминиум. Сега, за ова алуминиум, калиум, сулфат, треба да знаете како се именуваат двојните соли. Така, тоа го зборевме претходно, бидејќи не мора секогаш да биде вака. Така, значи може ќе треба ова другше да го напишете, па после да го ставите името на хидратот. Така што како што гледате се надоврзува едно на друго на трето. Значи не може да знаете нешто поново без да ја знаете основата. Сега уште еден пример каде што може и вака да биде. Каде што имаме калциум, сулфат, SO4, по 1/2 H2O. Ова како ќе биде? Што мислите? Добро, првото би требало да го погодите, ќе биде калциум, има постојана валентност, оксидационен број 2, не мора да се запишува, но избалансирано си е, сулфатот нели има -2, калциумот е +2, ајде ќе запишеме калциум 2, сулфат. Сега, кога има половина молекула вода на една молекула калциум 2 сулфат, тоа ќе биде хемихидрат, значи полухидрат. И тоа значи дека за секоја една молекула калциум сулфат има пола молекула вода. Тоа значи дека ако имавме овдека две молекули, ова ќе беше еден, мислам ќе беше само хидрат. Името нека стои. И уште тоа што ни остана од солите се пероксидите. Така и тоа ќе напишам како 6. Сега, именувањето на номенклатурата овие е многу едноставна. Главно се изведуваат, настануваат од водородниот пероксид, која е слаба киселина која се сретнува постојано во биохемија, растителна физиологија и така натаму. Значи, кога ќе збориме за биологија, во некои си предавањата биологија, ова често се сретнува водородниот пероксид. И имаме ние многу ензими кои го разградуваат, например пероксидази, каталази, кои се многу важни, бидејќи водородниот пероксид во биолошките системи е штетен,
И например ова се користи например за рани, 3% водороден пероксид, бидејќи ги убива клетките. Ама со тоа ги убива бактериите, така се користи кога ќе има некоја рана, се става. И бидејќи каталазите, ензимите го прават, го разложуваат на H2O и на кислород. Добро, дека една половина кислород и потоа останува кислород. И тој кислород прави меури, така, едноставно пробува да искочи надвор и затоа на раната, ако имаш некоја рана и стават водороден пероксид, ќе се направат меурчиња. Така, тоа се од клетките, што ензимите во клетките прават меури од водороден пероксид, ама ги убива бактериите, така што се користи за дезинфекција рани. Сега, тој водороден пероксид, кој ќе се издвои анионот, односно кислородот, тој е како O2, 2-, бидејќи го изгуба водородот. Тој гради различни соли, односно пероксидни соли со различни катиони. Така и од името многу лесно се изведува. И сега ќе видиме, например, имаме Na2O2. Сега некој ќе рече како вака, нели треба дека да е Na4. Во пероксидите кислородот има оксидативен број -1. Така, значи кислородот ако е -1, така кислородот е -1 и имаме две молекули кислород, затоа ова ќе биде -2. Ама во овој случај кај пероксидите е -1. Сега натриумот е +1, значи имаме две молекули, така да ова ќе биде +2. Така се израмнува. Значи не треба дека биде натриум 4. Веќе кај пероксидите, како што реков, кислородот е -1 и името на ова ќе биде натриум пероксид. Добро, сега ги запишаме неколку примери и ќе ги решиме. И во сите овие примери, кислородот е -1 и само се го ставам името на бариум пероксид. Така, бариум пероксид. Ова е цинк пероксид. И ова е стронциум пероксид. И тоа беше се за соли. Значи тоа пероксидите ги разгледавме, оксидните соли, кристалохидратите, двојните соли и така. Добро, се надам дека научивте што ново и ќе се видиме во наредното видео каде што ќе почнеме дека да ги разгледуваме комплексните соединенија. Добро, довидување.